Телевизија Канал 21, почитувани гледачи, повторно со делот во кој што говориме за политика, за сето оно што ни се случува во предворието на локалните избори. Избори за членови на Советот на општината, избори за градоначалници. Оваа година исклучителен интерес, особено во делот на листите на можни кандидати за членови во Советот. Земајќи во обзир сето оно што ни се случуваше во изминатиот период, за очекување беше да се јават повеќе политички субјекти кои што ќе трчаат условно речено играта кога се опрашаја локалните избори. Една од кандидатските листи е и на партијата Единствена Македонија. Единствена Македонија во Велес со носителот на листа Елизабета Костова Бочварова. Еве не во емисијата актуелно со мојот соговорник, па да слушнеме најнапред која е Елизабета? Јас сум Елизабета Костова Бочварова, носител на листа на партијата Единствена Македонија. Вработена во општина Зелениково моментално, пред веќе трета година, пред тоа 15 години во општина Градско, значи во локална самоуправа имам едно работно искуство околу 18 на години, како советник за животна средина еден период, исто така како инспектор за животна средина. Кој е мотивот да се тргне во трката за место, советничко место во новиот состав на Советот на општина Велес, со оглед на фактот што конкуренцијата, барем овој пат, е мощна и силна? Што ве натера да застанете на првото место на листата на Единствена Македонија? Мојот мотив беше пред се животната средина, затоа што тоа мене ми е струка. Јас сум дипломиран инженер по биологија и целиот мој работен век, да речем досега, е во областа на животна средина, решавање на проблемите со животната средина. А нашиот град има многу такви проблеми, има доста еколошки бомби. Сметам дека со моето присуство во Советот ќе издействувам истите да бидат решени. Вие сте жител на Велес, без разлика на тоа што работите во општина Зелениково. Во најголем дел, предпоставувам, со оглед на вашата професија, ги знаете проблемите, особено во делот на животната средина. Меѓутоа, едно општо прашање. Како вие гледате на работата, на она што ни се случуваше во изминативе неполни 4 години од владењето на оваа локална власт? Премногу инертно, без предизвици и така. Еден од главните столбови би рекол во програмата на Единствена Македонија повеќе од сигурно е заштитата на човековата околина и животната средина. Впрочем, тоа го нудат речиси сите партии. Што е она што можеме да го гледаме како новина или она што на еден начин од страна на Единствена Македонија ќе донесе условно речено препород во делот на секојдневното функционирање на општината, меѓутоа најмногу во интерес на граѓаните? Од сите области, не само од животната средина, исто така и од областа на економијата. Значи, од областа на економијата да се развие локалниот економски развој на локално ниво, со тоа што индустријските зони би се пополниле со инвестиции, каде што би се изградиле фабрики кои што ќе бидат од незагадувачка индустрија. И со тоа ќе има многу вработувања, особено на младите луѓе, затоа што младите луѓе се повеќе и повеќе има замав на нивно иселување. Познато е поради невработеноста, нема толку многу предизвици во градот и младите многу често се одлучуваат да го напуштат градот, додат или во метрополата во Скопје, во главниот град, или па надвор од државата. Освен економијата и животната средина, каде што имаме веќе неколку еколошки бомби, како што е жгурата китопилница, таа треба да се дислоцира подхитно, да се најде начин, заедно со централната власт, односно со Министерството за животна средина во соработка, меѓутоа тежината паѓа на локалната самоуправа. Потоа друг проблем би го посочила потокот кој што навистина треба да се реши, атмосферска канализација, канализации и водоводи по руралните места не смееме да ги заборавиме, исто така тие треба да се решат комплетно. Според вас, што мислите? Имаше доволно време оваа власт дел од овие проблеми да ги реши со оглед на фактот што најголемиот број пак од нив беа во изминатата програма на локалната власт. Меѓутоа тоа не се случи. Имаа време да ги решат проблемите, меѓутоа каде застана сето тоа, дали нивната инертност, незаинтересираност?
Еден од главните проблеми, или јас би рекол, едни од главните проблеми на Велешани се проблемот со паркирањето. Да. Покрајниот градски пазар, нерегулирано коритото на реката Варда. Да. Сето тоа на еден начин дава една грда слика на градот за секој патник намерник. Да, паркингот е страшна работа, кога некој би сакал да дојде да помине, да транзитира низ Велес, не е битно. Јас мислам дека би требало да се направат катни гаражи, каде што има можност во градот. Исто така, речното корито нормално дека треба да се уреди, да се среди. Пазарот веќе е во тек, нешто се прави, што ќе се биде и како ќе биде, ќе видиме. Велес има интересна конфигурација, карактеристична конфигурација на теренот и е многу тешко да се извлечат некои соодветни сообраќајни решенија. Меѓутоа, со оглед на технологијата, со оглед на новите знаења и новите техники на работа, повеќе од сигурно е дека се е решливо. Што мислите дека во моментов, освен овие проблеми кои што на еден начин ги загатнавме, што е она што во програмата на Единствена Македонија се наоѓа, а представува решение на одредени проблеми и на Велес? Па, највеќе економскиот развој, значи локален економски развој се потенцира, акцентот е, и на животната средина од сите области, со тоа што Единствена за Македонија ќе се потруди да пронајде фондови, знаејќи дека сите буџети на локалните самоуправи се многу мали, колку да си ги покријат трошоците, и нема пари за во буџетот, обично во ставката за животна средина и за локален економски развој има најмалку пари. Тоа би се обезбедило со донации, односно со странски донации на донаторски куќи, тоа се амбасади и одредени и европските фондови кои што можат да се искористат, да се изработат проекти и истите да се реализираат на терен. Единствена Македонија, за разлика од останатите партии како дел од опозицијата, овој пат во дел од општините настапува сама кога е во прашање кандидатската листа за членови на Советот. Дали е тоа некоја подготовка за веќе некои наредни избори, за окрупнување на партијата и веќе почеток на самостојно делување? Не знам, ќе видим. Може да се очекува и да се случи и тоа, нели? Може. Сега, вашата кандидатска листа, составот, какви луѓе имаме, кои се тие луѓе, кој капацитет го имаат тие луѓе? Па сите се одговорни, честни, вредни, кои што навистина имаат потенцијал и сакаат да го унапредат градот Велес. Сметате ли дека, со оглед на фактот дека работите во локална самоуправа, дека сите оние органи и тела на локалната самоуправа во Велес си ја завршија работата во изминатите 4 години, најмногу поради реакциите на граѓаните, кои што сепак за волја на вистината не се офајдија од сето она што беше како активност. Премногу импровизации, премногу реализација на проекти кои што веќе биле планирани во минатото. Па да, локалната самоуправа треба да биде услужна дејност на граѓанинот. Меѓутоа, премногу беше затворена и граѓаните немаа толку голема можност да стапат во контакт, особено со одговорните на сектори, оделенија и слично. Ниту пак имаа можност да стапат до советниците, кои што, според мене, би требало да имаат барем еден ден во неделата, приемен ден, каде што ќе можат граѓаните лично да поразговараат, бидејќи тие се бирани од страна на народот, и да си ги кажат своите проблеми, советниците потоа да ги пренесат на совет до градоначалникот, а тој истиот да ги процесуира низ органите во општината. Како ви како носител на листата на Единствена Македонија гледате на оние обврски кои што престојат пред вас, доколку бидете избран за член на Советот на општина Велес, а кои што час поскоро треба да се решаваат, особено по принципот на јавна расправа, односно најмногу сондирање и анализа на сето оно што ќе го каже обичниот човек? Па гледам на тоа да секогаш бидам поттик на Советот, односно своите идеи и своите предлози да бидат прифатени од останатите, за да може понатаму да влезат во процес на реализација. Сметате ли дека Единствена Македонија во рамките на својата програма навистина има изворедни проекти кои што би донеле бенефит за граѓаните? Да, секако. Зашто најмногу, веќе некои од нив спомнавте? Да. Тоа се уште тајна, би рекол.
Па не е тајна, меѓутоа можам генерално да кажам највеќе локален економски развој и животна средина. И се останато согласно потребите на граѓаните. Што мислите за она колку локалната самоуправа направи во делот на локалниот економски развој? Имаме 4, односно 5, една недовршена индустријска зона, место каде што досега требаше својот интерес да го најдат поголем број странски инвеститори, меѓутоа за жал инвестициите ги нема никаде, освен некои инцидентно домашни фирми. Па, сето тоа е до иницијативата на локалната самоуправа, не само до градоначалникот и до советот, односно советниците. Секој треба да се земе своје учество и секој треба да се залага, секоја информација и секој можен контакт што го има и можност треба да го предложи на совет и истото да биде на гласање ставено, да биде изгласано и потоа да биде како предлог дадено до градоначалникот за реализација. Кој е вашето размислување на тема Смарт езеро, сето оно што се работеше на езеро и што се представува како капитална инвестиција, меѓутоа со средства од Европската унија? Па не би рекла дека е капитална инвестиција. Капитални инвестиции се патишта, водоводи, канализации и такви поголеми проекти од поголеми размери. Меѓутоа, ова е само начнување на нешто, а би можело многу повеќе да се направи на езерото Младост за да биде туристички центар, рекреативен центар. Кои се вашите размислувања токму на таа тема? Па, моите размислувања се подобро уредување, со тоа што ќе се направи конкретен проект со конкретни идеи, ќе се стави на јавна расправа, а потоа ќе се започне со негова реализација. Велес, освен оно што значи живот и секојдневие на граѓаните, представува и општина со голем број рурални населени места кои што, па да би рекол, дури денеска со исклучок на дел од активностите кои што надвор од законот и сега веќе се спроведуваат под плаштот на веќе започнати проекти, дека што е тоа потребно во руралните подрачја според програмата на Единствена Македонија? Па потребно е пред се да имаат патишта, да имаат водовод, канализација, тоа е основно, урбанизација. Потоа да функционираат местните заедници, кои што би биле од многу голема помош за општината, затоа што во неколку наврати во општините стасаат дописи за активирање на местните заедници, меѓутоа градоначалниците останаа глуви на тоа. Некако се почувствуваа загрозени за да ги реактивираат местните заедници, односно урбани заедници во урбаните средини, каде што навистина со свој придонес би можеле многу да дадат за уредување на просторите, исто така и во руралните средини. Например, образованието, училиштата се во катастрофална состојба. Исто така паркови, места за рекреација, без разлика што се рурални средини, сепак и тие треба да имаат место каде да се рекреираат. Кој става ваше личење на Единствена Македонија во делот на сите овие активности што ги гледаме секојдневно на 15 на дена пред почетокот на кампањата? Па тоа е вообичаено, така прават, дека еве работиме сега, има време 4 години да го сработат тоа, меѓутоа народот да не заборави. И покрај настојувањата и укажувањата на првиот човек на локалната самоуправа во Велес, господинот Коцевски, за бројни капитални инвестиции, граѓаните на Велес не се офајдија од тоа, во главно се работи за проекти кои што веќе биле на еден начин поставени со комплетна техничка документација од претходната власт. Ова само значи продолжување, што е сепак добро. Меѓутоа, китењето со туѓи перја повеќе од сигурно не е добро. Па да, требаше да има повеќе иницијатива, меѓутоа градоначалникот се бранеше дека враќа долгови, што тоа беше навистина и реалност. 2 години додека ја доведе општината на нула, а потоа многу е краток периодот од тие 2 години за да се започне некој капитален и голем проект. Сепак треба мандат, треба време. Еден од главните проблеми е поставување или изградба на колектор систем за пречистување на фекалната канализација, која што и покрај фактор што пред 20 и повеќе години со кредитот МЕАП беше планирана, сепак таа не е направена на локацијата некаде под Велес. Кои се видувањата на Единствена Македонија на овој план? Па вака да ви кажам, за во врска со колектори,
пречистителни станици по конкретно Словенската амбасада дава донација, меѓутоа 50% од вредноста на проектот. Само потребно е да имате изработена техничка документација комплетна и со сите пропратни документи кои што се потребни за отпочнување на таков вид на проект. Јас мислам дека ќе смогне сили општината за да може да го направи тоа. Вие живеете во Велес, повеќе од сигурно дека ви е познато дека долги години назад, јас би рекол и децении, левата страна на градот е премногу запоставена. На еден начин животот таму е сосема друг од оној во централното градско подрачје, во новиот дел на градот и останатите реони. Што или зашто најмногу ќе се ангажирате доколку станете член на Советот на општина Велес? За развој на тој дел од градот подеднакво како и останатите делови. Кои ви се планирањата во делот на носење на измени на деталниот и генералниот урбанистички план, со оглед на фактот што тоа представува и на еден начин заштита на она најголемо богатство на Велес, а тоа е староградската архитектура? Па да, пред да се започне со било какво излагање на урбанистичкиот план, треба добро да се размисли, каде што би биле вклучени во креирањето и граѓаните во секој случај, од сите профили и бизнис секторот, местните заедници, невладините организации, пред да се стави на јавна расправа. Потоа, исто така се става на јавна расправа, каде што секој има право да направи корекција и да каже дали одговара или не одговара. Имате, предпоставувам, планирање во делот или своји заложби во делот на културата и спортот? Па да, секако спортот некако е запоставен во Велес во последно време, многу малку се финансира од страна на локалната самоуправа, но исто така и од страна на бизнис секторот. Локалната самоуправа треба да го поттикне бизнис секторот за да инвестира во спортски активности. Финансирање на спортски клубови и така натаму. Сега сме во време на пред изборно, активирање, јас би рекол, и предизборни активности на политичките партии. Единствено Македонија во Велес на кој начин е организирана, како постојат ли можности за проширување на членството, со оглед на фактот дека единствено Македонија и релативно краток период на македонското политичко небо. Па, вака, не е баш краток период, формирана е како Народно движење за Македонија во 2002 година, подоцна преминува во единствена Македонија. Да, секако секој е добре дојден, кој што смета дека ќе придонесе за градот, за развој на градот, за развој на државата општо, кој што смета дека е позитивен, дека има своји цели, своји идеи, може да биде слободно член на партијата, може да учествува, секој ќе биде прифатен, секој добре дојде. И соцема за крај што е она што би им го порачале на оние наши гледачи, кои што за прв пат ве гледаат на програмата на телевизија Канал 21, впрочем јас би рекол и многу ретко единствена Македонија е дел од она што значат политички емисии на програмата на телевизија Канал 21, што би им порачале како носител на кандидатската листа за советници во локалната самоуправа? Па, би им порачала дека ако јас влезам во Советот, јас сум по природа борбена личност. Јас имам доста долго работно искуство во локална самоуправа, значи, како што кажав и претходно, ги знам доста добро проблемите, начинот на функционирање на локалната самоуправа. Ќе се трудам да допринесам, да донесам што повеќе странски инвестиции, затоа што тоа го работев многу долг период. Сите проекти што ми се изработени, 90% се со странски донаторски куќи, амбасади, европски фондови, фаре на времето и така. Највеќе во делот на животната средина? Не само во делот на животна средина, исто така и на економскиот развој, особено на локален економски развој. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на емисијата Актуелно, во која што говоревме за сите оние видувања и сето она што значи активности и планирања на единствена Македонија во делот на локалните избори. За таа цел, овој пат, моја гостинка беше носителот на листата на единствена Македонија за советници во Советот на општина Велес во следниот состав. Ви благодарам што
бевте со нас и еве поздрав и до Елизавета Костова Бочварова, се надевам дека ќе имаме и останати средби во текот на кампањата. Да, секако. Па еве, тоа е се за овој пат, бидете со програмата на телевизија Канал 21.